Народниот правобранител во пресред на предвремените парламентарни избори 2016 ги потсетува граѓаните за важноста на избирачкото право и начинот на остварување и заштита на ова право. Во канцеларијата на Народниот правобранител, граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија. Телефонската линија ќе функционира секој работен ден и по пријавите на граѓаните ќе се поставува веднаш по примениот повик или снимената порака. Во Народниот правобранител е отворена бесплатна телефонска линија и бесплатниот телефонски број на кој што можат граѓаните да се јават и да пријават нерегуларности во предизборниот период е 0800 54321, кој што работи нон-стоп 24/7, меѓутоа од 8 до 16 часот ќе ви се јави, да речеме, дежурниот кој што дежура на тој телефон, се евидентира по плаката и понатаму се постапува. После 16 часот сите повици се снимаат, за да наредниот ден се прегледа и соодветно на поплаката на представката се постапува. Народниот правобранител ќе создави реални услови за овозможување, почитување и остварување на избирачкото право на граѓаните, како и правилата за фери демократски избори. Правата на граѓаните ќе ги штити со преземање на итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции, кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Сите граѓани, доколку увидат некоја нерегуларност и да сметаат дека е нерегуларност во предизборниот период, сега да речеме во период на кампања на сите партии, дека можат кога сакаат и тука да се обратат во канцеларијата на Народен правобранител, но можат и да се јават и на овој бесплатен телефонски број. На самиот ден на изборите, на 11 декември, канцеларијата на Народен правобранител ќе биде отворена од 7 до 19 часот во текот на целото време трајање на гласањето, се со цел и во тој ден да биде достапна канцеларијата за граѓаните да пријават нерегуларности. Посебно Народниот правобранител како институција посочува на органите да овозможат остварување на право на глас на посебната категорија на луѓе, како што се хендикепираните луѓе, луѓето кои што се во моментот во здравствените установи, исто така и притворените и осудените лица, кои што гласаат еден ден пред главните избори. Истовремено, Народниот правобранител потсетува дека медиумите имаат клучна улога во заштитата на избирачкото право. Од тука, од особена важност е начинот на кој тие ги пренесуваат информациите. Затоа потребно е објективно, избалансирано и доследно информирање и придружување кон етичкиот кодекс за информирање. Ако слободните избори со тајно гласање се столбот на демократијата, тогаш обврска на сите членители во општеството е да обезбедат реални услови за слободни и фер избори.